министрот за економија на владата за укинување на мерката за субвенционирана електрична енергија на пекарската индустрија во овој контекст спрема нас, како и со најавата за замрзнувањето на цените на лебот, на обичниот леб, по барање на пекарската индустрија на членките, значи од сите комори кои беа присутни денеска на овој состанок, се донесува следните заклучоци. Значи, дека по воведувањето на цената на мерката за поластена цена на електричната енергија, за прехранбената индустрија сите компании ги намалија цените на левот, на означените левови што се со мерките донесени, и повеќе отколку што изнесува, значи, процентуалното учество на електричната енергија како субвенционирана од државата. Така да производителите едногласно денеска донесува заклучок дека мерката има позитивен ефект. Значи, со донесувањето на оваа мерка првично се стопира зголемувањето на цената, значи не само во лебот, во пекарската индустрија, туку и во другите индустрии. И истата подоцна дозволи да се намали цената соодветно и да се создадат услови за нормално стопанисување на пазарот, да се создаде конкуренција. Со таа конкуренција, значи во изминативе, да кажам, 2 месеци, почнува да се намалуваат цените, така што на пазарот имаме цени по разни варијации, од различни видови на леб, на обичен леб, од различни грамажи. Така да веќе имаме постоечки цени од 33-35 денари, па левот се движи, значи зависно дали сечен или несечен, до 50 денари. Така за населението, кое мисли дали, кое како социјална категорија, значи веќе постојат цени на леб со таа цена во одредени маркети. Одлука пекарската индустрија денеска во големо присуство, значи во кој беа присутни 32 индустријски пекари, значи од целата држава, плюс беа присутни мали здруженија на пекари од разни градови, донесува едногласна одлука дека не се сложуваат со носење на мерката за замрзнување на цена. Таа мерка ќе им донесе на пекарите штета и ќе ги донесе до нивно затварање. Штетата би изнесувала во зависност од индустријските пекари од големината, би изнесувала од 3 до 15.000 евра на ден. Така да, денеска се донесе одлука, значи од сите едногласно и заедно со другите комори кои присуствува на состаноков, дека дента кога ќе излезе одлуката за замрзнување на цените, во службен вестник од наредниот ден нема да се произведува леб и да се носи на пазарот. Дали имате прашање? Како коментирате ставот на министерот дека на пазарот може да се најде цена на леб и од 28 и од 48 дена? Како што го напоменав претходно, значи секоја компанија си има своја математика, своја влезна суровина, своји трошоци на вработени на електрична енергија, на пакување и така. Значи тоа е тоа што дозволува пазарното стопанство и действување на пазарот. Секоја компанија може да понуди цената што не ја кошта и според луката за маржирање на 5% да има таа маржа. Така да варијации на цените на лебот, во зависност од квалитетот, грамажата и пакувањето, имаме разни на пазарот. Значи, никој со сила не го тера на населението, значи ако постои леб по 30 денари, да купи 50 денари, значи веќе постојат тие цени, така да тоа така треба да биде. Тоа е пазарно стопанисување. Добро, што предлагате? Бидејќи ова замрзнување на цените се носи како одлука заради тоа што не се почитуваше мерката со субвенционирана струја? Не, денеска се донесе едногласна одлука дека во цело се почитуваше мерката за субвенционирана електрична енергија и дека цените на лебовите што се на пазарот се намалени повеќе од вредноста на субвенцијата што ја примаат, значи пекарите како вредност во трошок. Ако се земе предвид дека при откуп пченицата беше околу 20-22 денари, а сега е падната на 16. Тоа е едниот горивата, само да се горивата беа 100-120 денари, сега се 70-80 денари. Па дури и струјата е на слободен пазар. Зошто не осетивме намалување на цени? Факторот на баш на тие фактори баш придонесува за тоа да цената се уште се држи горе, затоа што залихите што ги има, значи и пекарската индустрија, и млинарската индустрија се купени на најскапа цена. Овие намалување на цените почна нагло да се намалуваат во последните 30 дена. Значи, вие да пресечете и да донесете одлука дека од утре мора да биде така, вие само ќе ги уништите компаниите. Вие мора да им ставите простор на компаниите, нормално во пазарно стопанисување да направат конкуренција на пазарот да се намалат цените. Вие го ги пресечете, само ќе направите штета. Сие истите компании имаат скупа цена на залиха на брашно, имаат скупа цена залиха на пченица, скупи репроматеријали купени, сега се намалува цената. Да, но треба да се остави време. Тоа не. Ова значи дека не сте против да биде лебо 33 денари, ние туку давате време. Ние сме против за таква мерка. Како што кажавме,
Ако владата донесе мерката да го ограничи цената на левот, од наредниот ден едногласно се донесе, значи тука од сите представници на членки на индустријата и од сите комори, дека од наредниот ден нема да се носи лев на пазарот. Постои модел како треба владата да направи социјална цена на социјален лев. Како што е направено во Србија. Јасно и гласно е кажано уште пред 2 години. За да направите социјална цена на лев и да го задоволите населението, треба да се фатите за джеб. Просто кажано, граѓански кажано. Во Србија, српската држава субвенционира 30% цената на брашното на пекарниците за да има одредена цена, која цена ја покачи српската влада пред 3 дена. Значи и на тој лев ја покачи, кој што не може да издржи, нели? Електричната енергија се качи и така натаму, така натаму. Значи, постојат модели, да, тоа е трошок, но ако сакаме да имаме социјална цена, социјален лев со една цена на пазарот, значи тоа мора некако владата да субвенционира. Ние не можеме да бидеме општествени одговорни компании кои ќе идат во загуба. Како што во изминативе 2 години во континуитет ние имаме ностоп мерки, значи маржирање, замрзнување на цени, корона, нели, вакви модели, такви. Се тоа е на штета на пекарската индустрија. Се донесе во периоди да има значи загуби по 500, по 600.000 евра големите компании. Значи постои модел. Ние сме за преговори, ние сме поднеле барање на владата, значи сакаме да имаме социјална цена, нема проблем, ние сме затоа тука да најдеме заедничко решение. Не може да се донесе решение дека од утре цената ќе биде таа. Тоа е пропаст за индустријата. Не дека ние ќе престанеме. И да не престанеме, сами ќе престанеме. Господине, вие најавивте дека барате време. Не бараме време. Барате време. Ние не бараме време. Кажавме јасно и гласно. Значи дента која ќе се донесе одлуката во служба вестникот да наредниот ден индустријата донесе едногласно значи одлука дека ќе престане со спорот. Ова е повиќе за бойкот, нели? Не е бойкот. Ова е спас за индустријата. Не, треба да гледаме на граѓанскиот аспект. Гледаме, ние сме општествено одговорни во континуитет. А кога ќе нема лев? Значи, вие велите дека треба да се потроши залија. Колку вие земате залија за да се потроши, па после да ги намалите цени? Најчесто сите компании калкулираат со залика од 3 до 4 месеци, затоа што вие како голема компанија која произведува не може да се оставите без залика. За да произведувате да снема на пазарот, значи вие купувате, најчесто заликите се билдат на сите компании после жетва, затоа што сите компании значи ги создаваат главните залики после жетва и после само ги дополнуваат заликите. Како што знаете, како што напомена вашиот колега, значи во жетвата ние имавме најскапа цена во окружувањето плативно, за пченицата зборам. Така да и брашното и пченицата дојдоа пред нова година и после нова година до 25 денари. Значи, еден месец е проведено од тогаш. Не може да се носат едностранни мерки без да се разговара со индустријата дека од утре ќе биде така. Тоа ќе се создаде ненормална штета на индустријата. На вас да ви одговорам околу социјалната цена на левот. Значи, пак ќе повторам, ние имаме дадено предлог. Мора државата да издаде начин ако сака да има социјална и уначена цена на левот. Ние не можеме како општествено одговорни 2 години да биде на наш терет. Значи да, се случува, значи цело време ние имаме мерки. Цело време сме ние на нула или во загуби. Значи пекарската индустрија ако не донесеше денеска ваква одлука, како што беше и пренесено од страна на представниците, пекарската индустрија неминовно е за Треба да разбереме. Ако цена на пченица е 25 дена, ако од кило пченица правите 2 лева минимум. Колку бие се работката по лев? Што е најголемата ставка што толку ги прави? Дали може јас да одговорам? За да сватиме каде е проблем, Треба да се разбереме. Повторната цена на левот 40 до 45% е материјален трошок. Значи не е само жито, квасец, сол, така натака и така натака. 30 до 35% е работна рака. 10% е енергија и околу 15% се останати трошоци, кредити, пакувања, лизинзи и така натака. Така да, не знам дали ме разбирате што сакам да кажам. Не е само житото што вие го коментирате во цената. Значи имате голем дел работна рака. Дали знаете дека во овој момент има масовен одлив на население кој што да работи во западните земји? Знаете тоа, така? Дали знаете дека тој недостаток креира висока цена на работната рака сега во моментот на пазарот? Значи платите скокаат сериозно за овие квалитетни занаетчии, тоа се пекари, славкари и така натаму. Така да ние имаме притисок кој што има 35% великов работна рака, а 10% е само субвенцијата за енергијата, за електричната енергија. Дали знаете исто така дека да се транспортира левот, има гомбе кои што троши нафта, така? Дали знаете дека најголем дел од пекарите исто така користат нафта во производниот процес, не струја. Тие печки работат на нафта.
Така да тоа е сублимат од повеќе работа. Еве, конкретно во проценти ви кажам. Со било кој што сака реално да дискутира, може да седнеме, да разговараме во проценти и да ви допрецизно да ви кажам. Ништо не тајме. Колку е просечната плата кај пекарите? Зависи. Просечна, околу сега е веќе околу, ако земете околу 600-700 евра. Имате и 800, 900, врвен пекар има 1000 евра. За сите граѓани. Продавачка имате 300-400, околу 22-24 денари. И расте. И тоа брзо расте. Недостаток на луѓето и тоа е нормално. Недостаток креира цена. Дали знаете дека исто така во Србија како модел успешен, сериозен, тоа што сакаше господин Горан да го каже, 30%, јас тоа што го говорам, не е само субвенција за електрична енергија, субвенција за брашното од стоковите резерви. Тоа беше како секогаш со сите сум разговарал. Сублиматот повеќе чекори. Еден е струјата, вториот е со брашното. Од стокови резерви, дајте ми брашно, X, таму дава 30% чина на пекарите и им вели, со ова брашно, оваа цена ви е фикс. Таму е, не знам сега, 37-32 денари во наш превод. И тоа е фер. А исто така, дали знаете дека во околните земји цената на струјата се субвенционира од почеток на ковид и уште не запрела, 3 години. А ние колку имаме? 2 месеца, 3 месеца субвенција на струја. Понатака, дали знаете дека околните земји во бруто платата учествуваат директно во Бугарија, чинам дека беше половина дава производителот, фирмата, половина државата му партиципира. Ние само сакаме позитивен модел да извлечеме од околните земји, како тоа се работи, за да се одржи цената на лебот. И последна работа, ние овдека говориме нели за основните производи. Тоа се двата бели видови лебови. А ние сега слушаме сега на сите производи да се намалат цени, не основните. И плюс тоа нели слушнавме некои навредливи зборови, ние може да одговориме нели дека на тоа како бевме војни профитери, ова се советско-болшевички методи за ограничување на цена. Со ваков начин. Треба едноставно да се поразговара, да се видат реалните параметри, затоа што верувајте едногласно сега сите производители големи во Македонија утврдија и кажаа дека буквално ќе затворат.